И понатаму гори на планината Гутен. Најкритично е од Радовичка страна. Со огнените стихии пожарникарите се борат речиси 2 недели, а поддршка има и од воздух. Од Беровска страна пожарот е под контрола, велат од јавното предпријатие Национални шуми, но и таму не е целосно изгаснат. Ситуацијата е следна, значи овде действуваат АТР трактори на ДЗС и еден полициски хеликоптер. Има огромна маса на луѓе кои што откупно го штитат пожарот да не се стигне надоле. Работи механизацијата, тука се специјализираните возила и во моментов се трудиме да го застанеме на една пресека која што е направена за да не ги загрози населените места кои што се надоле. Установуваме се додека е тоа потребно, значи ќе ги употребиме сите оние средства што ги имаме тука и сметам дека ќе ја завршиме работата. Во однос на пожарот од страната на Берово, информациите кои што ги добив сега се дека и таму до некаде работата ја држат под контрола. Таму напомош им стигне еден БТР, овде имаме повеќе специјализирани возила. Градоначалникот на општина Берово Звонко Пеќевски вели дека ситуацијата е критична. Вчера вечер на кризниот штаб се донесени заклучоци по кои би требало да се делува. Постои опасност пожарот да се приближи кон првите населени места и затоа не се исклучува можноста за евакуација на населението. Состојбата со пожарот е критична, значи неповолна, зафаќа нови површини на подрачјето на општина Веќе Берово. А заштитниот појас кој беше претходно направен е пробиен, обарана е поддршка од повисоко ниво, значи така да целиме дека во текот на денот таа поддршка би делувала на терен и би влијале на скоро локализирани истиот. Меѓутоа во моментот состојбата е навистина критична. Во моментот гори високостеблеста шума, значи високо е во планината, меѓутоа доколку ти престои ризик да поминувањето на тој заштитен појас полека се стигнува кон првите населени места. Така да за сега има веќе договорено некаква доколку е потребна евакуација на одредени земјоделски стопанства или луѓе кои чуваат добиток на планината. Генерално населените места за сега се уште меѓутоа постои ризик доколку не се на време делува да пожарот се спусти. Гори и кај границата со Република Бугарија. Командирот на територијалната противпожарна единица Македонска Каменица вели дека 2 дена се борат со огнените јазици и се надеваат дека во текот на денот пожарот ќе биде ставен под контрола. Краците што се тука во селото, во Косевица и во Моспица имаме, се ставени под контрола. Сега гореш пожарот што се ширеше на кај границата со Бугарија се уште не е под контрола, надлитува тука Канадер авион 2 пати надлита. Така да се надаме дека до крајот на денот ќе го ставиме него под контрола. Тука кај нас Борова шума, горе и Борова и Букова. Имаме помош од населението да помогнаа и тука местното население и доброволните друштва и од кај нас, од Каменица, од Кочани, од Виница, соседните територијални противпожарни единици од Делчево, Кочани и Виница, доброволното од Пехчево, така да помогнаа ни многу, посебно вчера. Гори високостеблеста шума, а пожарите во Малешевијата причинуваат огромна материјална штета, со што се уништуваат белите дробови на државата.